Урсула фон дер Лајен по средбата со македонскиот државен врв порача дека единствениот чекор пред почетокот на преговорите со Европската унија се уставните измени, додавајќи дека топката е во вашиот двор. Таа истакна дека Унијата целосно ја поддржува Македонија и дека преку планот за раст ја приближува земјата, со нови инвестиции како фабрика за вештачка интелигенција во Скопје, вклучување во Европската платежна зона и финансиска поддршка од 16 милиони евра. Судењето за трагичниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани, во кој загинаа 63 лица и над 200 беа повредени, ќе започне на 19 ноември во судницата во затворот Идризово. Предметот ќе го води судијката Дијана Груевска-Илиевска, со судијата Ахмет Идризи како втор член на советот. Неколку судии се иззема од случајот поради лично познанство со дел од оштетените. За ефикасност, закажани се повеќе термини за расправа во ноември и декември, а поканите до странките веќе се доставуваат. На обвинителна клупа ќе седнат 37 лица. Делегација од 15 членови на Конгресот на локални и регионални власти на Советот на Европа ќе ги наблюдува локалните избори во Македонија на 19 октомври. Мисијата, предводена од ирецот Гобнаит Нимхуим Неакаин, ќе распореди 7 тима низ земјата за објективно следење на изборниот процес. Делегацијата ќе се сретне со представници на Државната изборна комисија, меѓународни организации, медиуми и партии, а на 20 октомври во хотел Хилтон ќе одржи заедничка пресконференција со ОПСЕ и Европскиот парламент за првичните заклучоци. МЕПСО и Француската агенција за развој потпишаа грант договор, вреден 600.000 евра за модернизација и дигитализација на електроенергетската преносна мрежа во Македонија. Средствата ќе се користат за техничка помош, планирање и воведување паметни системи во мрежата. Проектот има цел да ја зголеми стабилноста, ефикасноста и интеграцијата на обновливи извори на енергија, а грантот е дел од поширока стратегија за развој на современ и одржлив енергетски систем. Хрватското Министерство за внатрешни работи ги предупреди граѓаните на Македонија и регионот дека со стартот на новиот европски систем за влез и излез од 12 октомври важат нови правила на границите со Европската унија. Патниците од земјите надвор од Унијата, иако безвизно патуваат, ќе мора да користат посебни ленти. Системот воведува електронска евиденција за поголема безбедност, но веќе предизвика долги редици и недоразбирања кај патниците, а Хрватска стана прва тест зона за неговата примена. Српскиот председател Александар Вучик потврди дека во кампот Сунчана река, кај Лозница биле откриени тројца руски државјани и неколку срби поврзани со борбена обука. Според него, кампот служел за обука на странци со цел предизвикување немири во Молдавија. Дел од уапсените, меѓу кои и двајца срби, се обвинети дека организирале тренинзи за 150 до 170 државјани на Молдавија и Романија за насилни дејствија пред изборите таму. Истрагата продолжува, а властите не потврдуваат вмешаност на руските служби. Францускиот премиер Себастиен Лекорну се соочува со гласање за недоверба во Националното собрание поради контроверзната пензиска реформа што предизвика голем отпор. За да ја намали кризата, Лекорну најави суспендирање на реформата до изборите во 2027 година. Социјалистите, чии гласови се клучни, најавија дека нема да ја поддржат недовербата ако реформата остане стопирана. Иако шансите владата да опстане се добри, ситуацијата останува неизвестна поради длабоките поделби и растечката критика во парламентот. Во Велика Британија е поднесена тужба против Johnson & Johnson од 3000 лица, кои тврдат дека компанијата со децении свесно продавала бебешка пудра контаминирана со азбест. Во тужбата се наведува дека уште од 60-тите компанијата знаела за ризикот од рак, но не предупредила, туку ја рекламирала пудрата како безбедна. Johnson & Johnson ги негира обвинувањата, тврдејќи дека производот е безбеден и усогласен со сите стандарди. Случајот би можел да стане најголемиот процес за одговорност на производи во британската историја. Американскиот председател Доналд Трамп соопшти дека е овластил ЦИА да спроведува операции во Венецуела, за да се зголеми притисокот врз председателот Николас Мадуро по нападите врз бродови осомничени за шверц на дрога. Со новите овластувања ЦИА може да изведува и смртоносни мисии во регионот. Трамп рече дека причините се миграцијата и трговијата со дрога, но не понуди докази. Венецуела го осуди потегот како кршење на меѓународното право и најави жалба до Обединетите нации. Американските сили веќе извршиле неколку напади врз бродови, што предизвика реакции за прекумерна употреба на сила. Во Перу, демонстрации предводени од млади луѓе прераснаа во насилства при што загина едно лице, а над 100 беа повредени. Протестите се насочени против председателката Дина Болуарте, која се обвинува за корупција и растечка криминалност. И покрај неуспешниот обид за нејзин импичмент, граѓаните бараат оставка и предвремени избори. Безбедносните сили употребија солзавец и сила, што предизвика остри критики, а Болуарте останува меѓу најнепопуларните лидери во регионот.
Времето денеска променливо облачно со повремени врнежи од дожд, особено кон крајот на денот и во текот на ноќта. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Во Скопје променливо облачно, попладне во текот на ноќта со повремен дожд. Ќе дува слаб југоисточен ветер. Од Управата за хидрометеоролошки работи информираат дека под влијание на влажни воздушни бранови следува период на променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Пообилни врнежи се очекуваат во четврток од крајот на денот, во текот на ноќта и во петок.